Благодарам. Почитувани граѓани, почитувани колеги, почитувани медиуми, ова е закон за финансиска стабилност, за кој што можеме да поразговараме и за моменталните економски состојби во државата. Најнапред би сакал да кажам дека ова е еден од ретките примери на закони кои што заслужуваат да го носат европското знаменце во оваа институција во која што нема ништо со европски култури или манири, освен само лепење на европско знаменце на знаме кои што треба да поминат за политичките елити да генерираат профит, но ете имаме и таква можност, еден редок закон кој што треба да го носи епитетот на европско знаменце, за да може да се наместат, односно да се воспостават економски стандарди во државата, за кои што доколку внимателно го прочитате законот, ќе сватите зошто економијата е една од главните столбови за кои што ние бараме предвремени избори, за кои што се одлучивме за активна блокада на собранието. Ве замолувам сите да го прочитате членот 20, каде што е декларативно наведено кога една држава е во финансиска криза и можете до буква да ја препознаете економската и финансиската состојба во нашата држава и да прецените зошто во овој момент сите граѓани кои што живеат во Република Македонија живеат на начинот на кој што живеат и зошто сме волку пропаднати да бидеме најсиромашна држава во регионот околу нас. Прво, овој закон од стартот е замислен да не се почитува и никогаш нема да влезе во сила, заради тоа што прво има една одредба, еден ентитет, Комитет за финансиска стабилност, во кој што треба да членуваат 13 луѓе, кои што секогаш ќе кажуваат мислења од кои што ниедна институција не е обврзана да ги почитува, а во предложениот закон за буџети за кој што треба да се свика нормално работна група, а за кој што мнозинството го ја обвинува опозицијата дека го кочи Ковачевски сеедно, зашто не е вистина, председателот на собранието треба да ја свика работната група, па да дебатираме и за тој закон. Има исто така финансиски совет кој што ги има малтене по истите надлежности и веќе од стартот имаме сериозна колизија и непочитување на овој закон. Овој закон за финансиска стабилност треба да даде рамка економска во која што ќе се движи владата, а за која што можеме да видиме од моментот кога ќе биде изгласан за 5 или 6 дена, можеби за недела до 2, истиот закон ќе биде прекршен и нормално за тоа нема никој да одговара во оваа држава, затоа што не можеме ние да зборуваме за финансиска стабилност, а да се задолжуваме на секој 2 недели. Она што е особено важно, еве ќе комуницирам со податоци кои што се од владините институции, Агенцијата за млади и спорт. Вчера имаше едно истражување каде што секој трет млад човек сака да ја напушти државата. Внимавајте, Агенцијата за млади и спорт. Понатаму, Државниот завод за статистика, оној на Апостол, кој што ви го лажираше и фалсификуваше пописот и е некомплетен, извади едно соопштение пред неколку дена за кој што кажа дека 20% за еден месец е поскапен зејтинот, дека зеленчукот е за 13% поскапен, дека трошоците за живот се 11% поскапени. Внимавајте, 11% поскапени. Па еве слободно ќе отидам еден чекор назад. Синдикалната кошничка во овој момент е 38.104 денари, над 4.000 денари повеќе од колку пред една година, но она што е важно за нас, 1.300 денари повеќе за еден месец. Внимавајте, за само 30 дена, за вие да можете минималните трошоци во вашето семејство да ги поднесете, ви се потребни повеќе од 1.300 денари. И што е загрижувачки? Долгот на државата е 63,5%, односно 8 милиарди евра во апсолутна бројка. И тука некој ќе се најде и ќе каже режимот Скопје 2014 на кој што вашиот сегашен премиер радосно, повторувам, радосно аплаудирал кога се отварале театрите и другите градби од тој проект. ВМРО ДПМН за 11 години ја задолжи Република Македонија за 2,2 милиарди евра. Почнаа 3 автопати, почнаа стадиони, сали, училишта и многу проекти кои што не беа почнати од времето на комунизмот. Вие за 5 години 3,2 милиарди евра. Повторувам, за 5 години 3,2 милиарди евра. 5 години на власт, 20 милиарди евра потрошени пари. Историски највисоки буџети. Еден нека искочи од оваа страна да ми каже една шајка некаде закоана. 1 километар автопат почнат, да ми каже почнат и завршен инфраструктурен или проект или капитален проект кој што е за добробит на граѓаните. 20 милиарди евра
3,2 милиарди евра долгови имаме нови од ова економско фијаско во кое што се наоѓаме во моментот. Вреди да кажеме дека имаме најмал раст на бруто домашниот производ во регионот. Вреди да напоменеме дека имаме највисока инфлација во целата еврозона, 10,5%. Касниме со мерки, доцниме со сите антикризни суштински мерки и само народот во оваа држава станува посиромашен, посиромашен и посиромашен. Струјата поскапе за 30%. Вчера гледаме Бисимовски најави ново поскапување. Парното поскапе за 15%. Горивата малтене секои 2 дена поскапуваат, а државата не прави ништо да им помогне на граѓаните, па извадија еден смешен закон дека само 1 денар ќе биде намалувањето на акцизата. Тука седеа и мафтаа со антикризни мерки, што Државниот завод за ревизија кажа дека се нетранспарентни и потрошени како што не треба. А овие најновиве што ги донесовме, никој не знае каде завршија парите од антикризните мерки. Вреде да се напомени една друга работа. За прв пат по 15 години, од 2007 година, имаме аранжман од Меѓународниот монетарен фонд. 900 милиони евра за кои што владата не ја говори вистината и вели дека ќе бидат за ликвидност на буџетот. Тоа не е вистина. Аранжман од Меѓународниот монетарен фонд последниот пат кога оваа држава го зема, повторувам, беше во 2007 година. Но што значи тоа? Имаше тука еден пратеник кој што по случајност на нештата е координатор на вашата пратеничка група, па 2 пати мафта со некои документи за камати за евроврзница, па го повикувам и сега да се јави и да ми објасни зошто сега не земаме евроврзница и зошто сега каматите се поскапи. Јас тогаш се обидов најпријателски, можеби да го подучам, дека каматите на евроврзниците се генерираат согласно еуроборот и моменталната ситуација. Сега во моментот не можеме да земеме евроврзница заради тоа што каматите се 5 или 6%. Вие веревте дека каматите од аранжманот од ММФ ќе биде 1%, но мисијата што дојде на тука не го кажува тоа. Кажува дека ќе биде повисока затоа што ние имаме економија која што пропаѓа. Народот е се посиромашен, стопанството затвара, имаме 7000 затворени фирми и не престануваме да паѓаме во она кое што се кажува еден од најсуштинските сфери за живот, а тоа е економската состојба во нашата држава. Имаме испразнети девизни резерви за енергетика, 400 милиони евра за последниве 3 месеци сме потрошили од пари кои што ги имаме како резерви, доколку притребаат, од кои што 300 милиони сме му дали на неспособниот Ковачевски, зборам за Васко, тука овој од Елем, за да се справи со енергетската криза, кој што потроши, уверувајте, 300 милиони за да набави струја која што во моментов не ја произведуваме, а сме можеле. Значи сме можеле да ја произведуваме струјата, а не ја произведуваме, а сме потрошиле 300 милиони евра кои што треба да бидат резерви доколку на оваа држава нешто и притреба. Па можеме да видиме дека коленичиме во соседните земји за брашно, коленичиме за пченица, коленичиме за зејтин, коленичиме за вакцини и на ниту еден од овие срамни чинови за нашата држава, ниту еден не излезе да понесе одговорност. Па го гледам оној министерот за економија, отишол во една соседна држава, па кажува дека не само што сме ја надминале ситуацијата со зејтинот, граѓаните не се надали сме ја наминале, од 135 денари до 160 денари е парче, односно шише зејтин во маркетите, тој ќе извезувал. Замислете каков парадокс. 150 денари е шише зејтин во маркетите, а тој ќе извезувал во соседните земји. Да не е смешно, ќе беше трагедија, ама ова е веќе трагикомедија и народот тоа го. Еве вака да зборуваме. Во регионот ние сме најсиромашна држава. Најсиромашната класа во Словенија, во Република Македонија е добра средна класа. Извештајот од Светската банка, погледнете си го. Таму се демаскираат сите лаги на вашите владени службеници. Ви го намалија оној претпоставен раст почетокот на годината кој што вие велевте дека ќе го оствариме. 377 милиони евра имате во буџетот за 2020 година за стоки и услуги. Тоа е надвор од секаков разум. Понудивме 4 тима. Едниот од нив беше економски, од кој што тројца од тие предложени вашиот премиер ги викна на консултации, за 2 недели после тоа брутално да го одбие. Сакавме на тој начин да ви помогнеме. Онаму пишува активна блокада за спас од национална катастрофа. И затоа е оваа активна блокада. Пред некое време излезе рейтинг, анкета за тоа како граѓаните ја перцепираат вашата влада и колку е разликата помеѓу СДСМ и ВМРО ДПМН. Потоа видов едно комично видео на вашата страна каде што вели дека квотата за позитивно изјаснети
е исполнета. Ќе кажам само едно. Ова е закон за финансиска стабилност кој што by the book, односно по книга ќе ја покаже вашата неспособност. Колку повеќе, колку побрзо отидеме на избори, толку ќе биде подобро за вас, а најдобро ќе биде за народот. Благодарам.